дека да каже, имам 10 години, учам во основното училиште Верец Ревире 3 во Скопје и сум четврто одделение. Денес ќе ви раскажувам повеќе за книгата Исидора Мун оди на кампување. Ликови во оваа книга се Исидора Мун, Розовото зајче, сестри Меденка, мајка и татко и сирената Марина и принцесата Делфина. Темата на оваа книга е изгубениот скапоцен чешал на татко и на Исидора од пра-пра-дедо. Оваа книга се зборува за изгубениот чешал на татко и Исидора од пра-пра-дедо му и на ден мајката на Исидора предложила да одат на кампување. Сите се согласиле и отишле. Првиот ден отишле на плажата. Исидора Мун правела замок од песок. Мајка и сестре играле со песокот, а татко и спиел. Исидора Мун и фалела само што нешто за нејзиниот замок да е преубав. Искришум го земала чешалот на татко од пра-прадедо. И потоа сестра и мајка ја викнале да одат во морето да пливаат. Кога се вратиле, виделе дека татко и го барал чешалот и дека нејзиниот замок се растурил, бидејќи дувнал силен ветер. Она сакала да му каже, но не успеала. И си рекла дека кога ќе се легнат, кога ќе си кажат добра ноќ, тогаш ќе му каже, но тогаш не успеал. Вечерта Исидора Мун не можела да заспие. И скришум со Розовото зајче го земале волшебното стапче на мајка и го отишле на плажата да бараат. На плажата се имало, само чешалот го немало. Во морето нешто светкало. Тоа било сирената Марина. Се запознале и Исидора ја прашала дали знае каде е чешалот на татко и она рекла да знае. Знаела и чешалот бил кај принцесата Делфина. А Исидора Мун ја замолила да ја однесе. И ја однела. Кога стигнале, Исидора Мун и рекла на принцесата дека мора да го даде чешалот, бидејќи тој припаѓа на татко. Принцесата рекла може. Прво да се напие чај. Кога се напиле чај, рекла да игра жмурка. Кога изиграле жмурка, Исидора Мун видела дека веќе се разденува и дека мора да се врати во кампот и го побарала чешалот. Ако сакате да знаете што се случило понатаму, дали Исидора Мун го земала чешалот од принцесата Делфина и дали му го вратила на татко, прочитајте книгата Исидора Мун оди на кампување од авторката Хариет Мункас.